Добро вечер уште еднаш, добро вечер од мене. Драго ми е, како што кажав на почетокот, да бидеме тука, што можеме да бидеме тука заедно. И сакам да ви дам на почетокот еден мал вовет за серијалот кој што го имаме во овој момент, а тоа е серијал за мачеништво и за страдање. Значи, тоа оди и на онаа наша Facebook реклама. Ова е непопуларна тема. Непопуларна тема, ќе кажам непопуларна дури и во црквите. Затоа што денеска од којде причини во наше време кое што е барем технолошки просперитетно, нема да го наречам просперитетно во секоја смисла, понекогаш и црквите влегуваат во некоја илузија. Само вие дојдете во црква, само вие почнете да се молите и сите ваши проблеми ќе ви се решат. Ако имате здравствени проблеми, ќе ви се решат. Ако имате, не знам, финансиски проблеми, ќе ви се решат. Ако имате сите можни ваши проблеми, само вие дојдете, не знам, во таа црква или во онаа црква, бидете кај овој свештеник или кај овој пастор, кај овој проповедник, се ќе се реши. Толку. И знаете што? Тоа е според мене едно нецелосно читање на Библијата, едно нецелосно читање на Евангелието. Значи, ние тоа мораме да го разбереме. Дека тоа можеби се нечии искрени желби, некој кој што можеби се моли за вас или се молел за вас, не знам, за исцеление или за финансии или за подобра работа, за успех на вашите, не знам, деца или сите сегменти кои што едно семејство може да ги има реално. Ама тоа не е наративата на Исус Христос, не постои стих кој што Исус го има кажано, изговорено, запишено во Евангелијата, каде што вика: вие само ќе поверувате во мене и се друго по автоматизам ќе ви се среди. И за жал морам да кажам едно нешто. Денес имаме христијани, денес имаме луѓе кои што можеби фокусирани на проблеми кои што ги имаат, некои предизвици во својот живот, здравствени и финансиски, какви да се, ќе поверуваат на некои вакви ветувања и после некое време доживуваат еден бродолом на верата, еден реален бродолом, затоа што очекувањата не се исполнети. И може тие ветувања да бидат многу силно кажани и многу од некои мои колеги, проповедници, се ќе ти биде добро, не ти треба више плави картони, се фрли, значи работа те чека од понеделник, ако имаш здравствен проблем, решене, готово. За да после тоа многу често, морам да признам една работа, за да после тоа, кога некои од тие молитви не се услишани од Бога, од мистериозни причини, не знаеме. Зашто ние секогаш викаме на крај: Боже, нека биде волјата Твоја. Значи ние се предаваме во негови раце на крај на секоја молитва. И имаме одговорени, односно секоја молитва е одговорена. Ама некојаш одговорите да, некојаш не, некојаш вика: Бог, чекај, и не е сега моментот за да јас да интервенирам. И во вакви ситуации, кога станува збор за некои такви очекувања, и кога ваквите очекувања нема да се исполнат, после тоа многу често, и ово сакам да внимавате, се дојде во еден момент во кој што проповедникот ќе каже: па знаеш што, до тебе нешто со твојата вера изгледа не е во ред, или ова се ти преиспитуваш. Многу бродоломи сум видел од овој тип. Многу бродоломи. Значи, луѓе кои што викаат нешто, ме стварно се надев дека моите финансиската ситуација ќе ми се разреши. Или мојата здравствена ситуација ќе ми се разреши. И овој наш серијал, кој што е посветен на мачеништвото и на страдањето, го одбравме заради тоа што е суштински дел од наративата за Исус Христос. Затоа што Исус Христос за време на својата служба, 3-годишна служба, и Исусовиот крај на крстот, значи ние не можеме да одбегнеме моментот на страдање и во случајот на Исус маченичка смрт на крст преку раснување како суштински дел на таа Исусова наратива. Ние тоа не можеме да го... Ја немам право како проповедник да земам ножици и да кажам: не обрнувај ти многу внимание на Исус, не обрнувај ти многу внимание на Исус, затоа што добро, Исус умрел што умрел, ама тебе, еве, оваа црква ти гарантира, ќе ти дајме сертификат за гарантиран просперитетен живот. Таквото нешто едноставно не постои. Не постои. И од таа причина ние почнавме со Исус, продолживме со Стефан, со првомаченикот Стефан, и денеска ќе зборуваме за еден човек кој што со право можеме да кажеме дека е великан. Јас се извинувам, имам некои проблеми со микрофонот, а? Добро е. Нашиот тон мајстор ми вика дека е добро. Чим тон мајстор вика дека е добро, значи треба да продолжиме. Денеска сакам да зборуваме за човек по кого што ние нарековме еден наш аеродром, Охридскиот аеродром, Свети апостол Павле.
Значи, до ден денес има христијанска традиција на именување на деца, на машки деца кои што носат негово име Павле. Кој е Павле и зошто беше Павле клучен во раната христијанска црква, и во црквата, како се вика, во црквата денес. Со право многу луѓе ќе кажат дека Павле е нешто што е многу важно. Павле е најголемиот теолог на раната црква. И тука ние да немаме илузии дека Павле е случајно тој кој што е. Мораме да разбереме дека Павле беше оној кој што реално даде структура на разбирањето на Бог, разбирањето на мисијата, разбирањето на евангелизацијата. На сите оние моменти всушност Павле даде таков еден реален момент. Значи реално беше Павле тој кој што беше формативен во таа најрана црква. Во таа најрана црква. И ние мораме да имаме една таква перспектива за да разбереме зошто тој беше во исто време можеби најконтроверзна личност на своето време и по неговата смрт суштински препознат како оној кој што постави темел на нешто што е многу важно. А оваа вечер преку едно прашање ќе разбереме зошто е ова нешто толку важно. Колку од нас оваа вечер имаат било какво еврејско потекло? Кој има еврејско потекло? Значи само Сара е тука помеѓу нас која што има еврејско потекло. Кој од нас нема еврејско потекло? Да дигнеме раце, ве молам. Сите ние сме деца, духовни деца на апостол Павле, кој што од Бога беше повикан на мисија помеѓу оние кои што беа неевреи. И сето оно што ние денес го искусуваме во овој црквен контекст, ова наше заедништво, помеѓу другото е и заради заложбите, заради животот кој што овој великан на раната црква го живееше, светиот апостол Павле. Неговите заложби и неговиот тежок живот. Ке се сетите, минатиот пат зборувавме како Стефан беше прво наклеветен, подоцна уапсен и на крајот каменуван. И тука имаме ние еден стих кој што ни зборува всушност за самиот Павле. А тоа е следното. 8 глава, први стих вели вака. 8 глава во Дела на апостолите, 8 глава, први стих. Ке прочитаме можеби од претходната глава, 59 стих. И додека фрлаа камења врз Стефан, тој повикуваше и велеше: Господи Исусе Христе, прими го мојот дух. Ова е мачеништвото на Стефан, наклеветен и сега веќе во ситуација да биде каменуван. Потоа Стефан падна на колена и извика со висок глас: Господе, не прима им го ова за грев, и што му рече тоа почина. И веднаш 8 глава. А Савле пак, ова е еврејското име на Павле, Савле пак го одобруваше неговото убиство. И во тој ден започна голем прогон на црквата во Иерусалим и сите, освен апостолите, се распрсна по пределите на Јудеја и на Самарија. А Стефан го погребаа побожни луѓе и приредија голема посмртна жалост. Савле пак, третиот стих повторно инсистира, Савле пак ја пустошеше црквата, одеше по куќите и излекуваше мажи и жени и ги предаваше во затвор. Ова е апостол Павле, по кој што ние го нарековме нашиот аеродром. Не заради оваа предхристијанска негова фаза, не заради овие дела кои што сега ги прочитам. Ама ова ви го читам, ова сакам да ви го кажам само заради една работа. Заради тоа што ово е Павле, ова е позадината, ова е Павле, се уште тука нарекуван Савле, кој што се уште не го познава Христа. Кој беше тој? Кој беше Савле кој што всушност не го познаваше Христос? Едно кратко Павлово послание, значи нешто што имаме како документ, послание на апостол Павле до галатјаните, до цркви во една област која што се наоѓа во денешна Турција, тогашна Галатија. Павле во ова послание зборува за неговиот предхристијански живот. Самиот всушност го потврдува она што писателот на делата на апостолите ни го запишува. И вака вели Павле. Прва глава, Галатјаните 13 стих. Сте слушале и за моето некогашно поведение во јудејството или во јудаизмот. Интересна работа, ова е прва, вие знаете, сакам вакви дигресии историски, ова е прва појава на поимот јудаизам во историјата. Како термин
кој што опишува еврејската религија. Во јудејството или во јудеизмот, дека прекумерно ја гонев Божјата црква и ја разорував. И дека во јудејството напредував многу повеќе од мнозина мои врсници, бидејќи бев голем ревнител за татковските преданија. Ова се два стиха, два куси стиха, преку кои што Павле инсистира. Павле зборува за неговото минато, предхристијанско минато. Ова е Павле пред да го запозна Исус Христос. И мораме тука да приметиме неколку работи. Првата работа е дека тој не бил непознат во поширокиот круг на еврејски заедници. Значи, Павле, како што самиот опишува, по својата ревност за традициите над неговите татковци, значи неговите предци, и по начинот на кој што тие традиции ги има спроведувано, се одвојуваше од неговата генерација. Беше можеби најперспективниот евреј во тоа време. Затоа што на многу млади години тој веќе беше дел од оние еврејски елити на водачи кои што всушност го распна Исус Христос. И за да разбереме која е нивната главна грижа, што нив ги мотивира во целата историја, морам да ви раскажам можеби само на кратко. Главното нешто кое што евреите го имаат доживеано е всушност една парадоксална ситуација. Тие да се вратат од Вавилон, од ветената земја, да бидат на својата географска ветена земја, а сепак да бидат робови на римјаните. И затоа Исус во онаа 8 глава во Евангелието според Јован, кога им вели вие сте робови, вам ви е потребно ослободување, многу чудно евреите му одговараат, ние никош никому не сме робувале. Исус вика, мислам, тука има една иронија во смисол, па откако постои еврејскиот народ, речи си да имало период, освен мали периоди кога тој бил робски. Прво египетско робство, па после тоа се сменија, дали се тоа асирци, дали се тоа вавилонци, па персијанци, па дојдоа оние војски на чело со Александар, па потоа овој римски период. И сега овој парадокс нив реално ги мачи. Што ги мачи најтошно? Ги мачи следново. Ние се вративме во нашата земја, ама не гледаме исполнување на оние пророштва кои што го велат следново. Дека Израел ќе се издигне, дека Бог ќе го издигне Израел и дека сите народи ќе дојдат, како што зборуваат многу псалми, сите народи ќе дојдат да му се поклонат на живиот Бог. Тоа беше сценариото кој што евреите го очекуваат. И кога тоа нешто не се случуваше, кога таквото нешто едноставно не се случи, се постои прашањето зошто Царството Божјо на ваков начин не дојде. Зошто се тие се уште робови и зошто барем за нив пред Исус очигледно е дека никој не доаѓа во такви некои масовни бранови да му искаже да му се поклони на живиот Бог Јахве. И дел од тие групации, дел од тие религиозни групи го заклучува следново, дека тоа е всушност заради тоа што дел од евреите во нивно време се всушност многу секуларни и се хеленизирани. Мораме да разбереме дека и кога читаме Библија, Нов Завет, значи тоа историски археолошки е потврдено, тој бран на ширењата хеленистичка култура низ целиот источен Медитеран. Започна со Александар и речи си, значи, бил трајна состојба многу векови. Дури до доаѓањето на турците и пробивот на оние арапски народи надолу. До тој момент таа хеленистичка култура е всушност таа која што представува реална мамка, ако можам така да се изразам, за евреите во тоа време. Што тоа значи? Евреите веќе не подлежат, голем дел од нив, не подлежат веќе на обрезување, не пазат сабота, не пазат, воопшто не градат однос со Бог, затоа што сметаат дека е тоа нешто назадно. И дека они немаат потреба од такво нешто. Мене тоа лично искрено ме потсеќа некоја ситуација во која што луѓето кои што веруваат во Бог денес во нашиве контексти, кога ќе кажеш веруваш во Бог, тоа е нешто за останато. Значи тоа е таа динамика, иако пред 2000 години, таа е слична динамика. И сега евреите викаат вака, значи имаме луѓе кои што се секуларни, кои што заборавија на Јахве, и имаме луѓе кои што пак на некој начин од внатре не јадат, и тоа се луѓе како што се овие христијани. Христијани кои што одеднаш, кога ние мислиме дека ќе се консолидираме, одеднаш нас не повикуваат ние да го славиме Исус Христос. И да му се молиме. И да крштеваме во Негово име, и тие овие еврејски религиозни структури, водечки структури во ова гледат огромна опасност,
И Павле еден од тие ревностни кои што вика, знаеш што, овие мора да ги срамниме со земја. Со овие мора што е можно побрзо да завршиме, затоа што сме ние подалеку од Бог, тоа е нивната логика, тоа е всушност поопасно за нас и се доведуваме во ситуација да повторно бидеме отфрлени од Бога. И тие заради одредени представи за тоа кој треба да биде Месијата. Мораме тоа да го кажам повторно. Клучно нешто зашто Исус не беше препознат е заради тоа што евреите чека во една суштинска смисла Месија кој што ќе биде пред се политички воен лидер. Значи ќе земе политичка платформа, ќе направи, ќе им каже ајде сега еве платформата, војно ќе ги поведе како што ги водеа нивните предци и ќе оди напред. И доаѓа Исус Христос и почнува да зборува за Божјото царство и тие си викаат еве го нашиот спасител и сакаат дури да го устоличат за цар според тие земски стандарди, според веројатно оние цезарски стандарди од тоа време, и Исус бега. И во тој момент се појавува прашање, кој Месија е овој и што сака да прави? И Исус цело време инсистира дека иако очигледно е дека Израел има во тоа време повеќе предизвици, значи предизвици на повеќе полиња, дека Израел и светот всушност главното робство не е робство кој што се трпи од некој друг народ, да бидеш под нече друго робство, туку Исус, како што пак ќе спомнам Евангелие по Јован, инсистира дека клучното робство е робството на темнината, на оној кој што Исус го нарекува кнез на овој свет. Значи тоа е клучното робство. И дека тој суштински сака да извојува една универзална победа против самиот овој кнез на овој свет, односно ѓавол, како што на друго место ќе се нарече. И се Павле оди и учествува барем посматраче на смртта на Стефан. И ние понекој си викаме, леле, ако некој се мачи, значи некој друг ќе го види, можеби ќе биде допрен од Бог, можно сценарио, ама Павле не беше тоа. Павле го гледа Стефан како е каменон, како паѓа мртов доле. И Павле вика, знаеш што? Сакам сите христијани до еден. Сакам сите христијани до еден. Сакам сите христијани до еден, нешто не ми е со микрофонот кој што треба. Сакам сите христијани до еден. Вака, ајде се замислам. Може? Добро. Ево ме сака поише. Значи, Павле го гледа Стефан мртов, каменуван, и си вика, вака сакам сите христијани, значи вака сакам сите христијани да завршат. И продолжува, тука ќе видиме, значи, во оваа 8 глава, значи продолжува со тоа што бара, се извинам, 9 глава, а Савле дишејќи уште со застрашување и со убиства против учениците на Господа, дојде ке првосвештениците и побара ке првосвештеникот и побара од него писмо за синагогите во Дамаск, така што ако таму најде некој што го следат овој пат, мажи и жени врзани да ги доведе во Ерусалим. Значи Павле вика вака: сите ќе ги донесам. Ерусалим Дамаск, тоа е една многу кратка дистанца. Значи тоа се отприлика 120-30 километри отприлика. Еве Дамаск кој што е сега актуелен во овој сириски конфликт. Ќе одам во Дамаск затоа што во Дамаск имаше секогаш голема еврејска популација, зашто таму слушнало дека има некои следбеници на тука се нарекува на овој пат, всушност во оригиналот на старогрчки е патот. Првото име на христијаните е луѓето на патот. Луѓето на патот. Луѓето на патот, оние кои што го следат Исус Христос и оние кои што во Исус пронаоѓаат пат, вистина и живот. Тоа е првото име, дури подоцна ќе ги наречат христијани, тоа е во Антиохија. И тука го имаме, значи, него задишан, мисли дека врши Божја волја, го брани еврејскиот народ, ултранационалист, значи се надева дека сите римјани ќе ги снема еден ден, сите овие внатрешни домашни предавници ќе ги снема, и вика вака 9 глава 3 стих: но додека по патот наближуваше до Дамаск, наеднаш го обзеде светлина од небото. И ова сме го виделе, верувам, и во филмови, сме го виделе во повеќе изданија, и откако падна на земја, слушна глас што му зборуваше: Савле, Савле, зошто ме гониш? А тој одговори, Павле одговори: кој си ти, Господине? А Господ му рече: јас сум Исус кого го гониш. Тресејќи се од страф и ужас, тој праша: Господи, што сакаш да направам? А Господ му рече: стани и влези во градот и ќе ти се каже што треба да правиш.
А луѓето што одеа по него стоја занемени од вчудо невиденост, зашто слушаа глас, а никого не гледаа. Ова е моментот кој што ја менува историјата на христијанската црква, ја менува историјата на светот. Еден човек препон со гнев и омраза кон христијаните, кој што сака да ги убие до последен, сака да ги врзе и да ги носи врзани во Иерусалим. Одеднаш го среќава живиот Господ. Го среќава Бог, го среќава Господ. Павле дури самиот во своите писма не објаснува најточно како ние денес кои што сме како да кажам опседнати со психоанализа би сакале многу повеќе тука уште едно 5-6 параграфа, 5-6 глави и тогаш Павле погледна и конјите нели, значи тоа се они филмски сценарија моменти, ние сме на таква наратива научени, ама тука ова е еврејска наратива, многу кратка. Го виде, се стресе, падна, јасно му дека си има работа со Господ, ама му вика кој си ти? Исус, кого што ти го гониш. И тука само една мала дигресија ќе направам. Павле, иако директно не го гони Исус Христос, ја гони неговата црква. И оваа изјава кажува со најголема сериозност колку е самиот Бог сериозен во однос на неговата црква. Кога Бог ја нарекува црквата тело негово, тој навистина го мисли тоа. И фактот дека Павле го прогонуваше, го прогонуваше тоа тело Христово, ја прогонуваше црквата. За Господ значеше дека тој е прогонуван. И му вика зошто ме гониш? И Павле паѓа и се тресе. И Господ му вика оди понатаму. Ова е моментот кој што е представен во еден широк спектар на уметност. Ова е моментот кој што де факто нас ни дава еден момент на едно обраќање. Значи, да не бидеме во заблуда, не сите имаме вакво искуство и не сите ние треба да имаме вакво искуство. Ова е по Божја милост, ова е дури човек, ова е човек кој што го бара живиот Бог и сака да му служи на живиот Бог. И барајќи да му служи на живиот Бог, го добива живиот Бог во својот живот. Иако се што гледаме, претходно си викаме, значи овој ќе биде изгледа до крај на Дела апостолски најголемиот крвник на црквата. Не. Го среќава живиот Бог. И имаме тука, ова е еден тип и ова се нарекува барем во однос на теологија или како еден тип, ова е тоа Павлово обраќање, драматично обраќање. Човек кој што буквално оди во една насока, и овој буквално оди во една насока, оди на Дамаск со една цел и во еден момент има откровение Божјо, се врти и продолжува во друга насока. Обраќање, целосно обраќање. Значи, Павле е тој кој што го доживува живиот Бог. Во Дамаск пак имаше еден ученик по име Ананија, кому во видение Господ му рече Ананија, а тој одговори еве ме Господи. Тогаш Господ му рече стани и оди во улицата што се вика Права и во домот Јудин побарај го човекот од Тарс по име Савле, ете тој сега се моли. Ова е некој кратко време подосна. И во видение виде еден човек по име Ананија како му придува и полага раце на него за да може да прогледа. А Ананија му одговори: Господи, од мнозина сум слушал за тој човек колку зло им правил на твоите свети во Ерусалим. А тој и овде има властување од првосвештениците да ги врзува сите што го повикуваат твоето име. Но Господ му рече: оди, зашто тој ми е избран сад, за да го изнесе името мое пред народи и цареви и синовите Израелеви. Значи, ова е еден момент, ова се мои омилени молитви. Значи, понекогаш имаме молитви кои што се многу вака живи, молитви кои што се колоритни по начин на изразување. Ова е пак еврејски некој пристап во молитва. Ананија му вика на Бога: бе Боже, ти знаеш мене како ме праќаш? Мислам, ја верувам дека ти си сезнаен, дека ти се имаш под контрола. Ама ти знаеш дека овој сакаш да ме врзе и мене, сакаш да ми издадеш мојата тајна локација. Значи, тоа е таа работа. Тоа се оние моменти кога ние во нашиот живот на Бог сакаме да му ги отвориме очите. Боже, ние те молиме, ама за секој случај, ако ти не знаеш, сакаме да ти кажеме неколку факти кои што ти можеби си ги заборел. Еве, јас сум тука, имаш среќа што сум ја тука, па ќе ти ги отворам твоите очи. И сега Ананија сака да му ги отвори очите на Бог, наместо да оди да му ги отвори очите на Павле, како што е повикан. Тоа е еден момент. А Господ му вика: слушајте добро. Оди извика зашто тој е избран сад за да го изнесе името мое пред народи и цареви и синовите Израелеви. И јас ќе му покажам колку слушајте добро. И јас ќе му покажам колку треба тој да пострада заради моето име. Повик во христијанство. Ти си избран сад и ќе треба многу да пострадаш за мене. Ние сега направивме малечки картички така за нашата црква и
на тие катички ние не напишеме дојдете, поверувате во Исус за да можете да страдате за него. Ние денес не сме научени на една ваква реторика. Ние дури и кога го читаме, ако сме искрени си викаме добро Боже, тоа беше таму за Павле, јас сум нели друго, он пострада за ја да можам да си живеам како што мислам, како што сакам. А Павле во својот повик веднаш на самиот почеток добива јасна насока од Бог. Зашто тој ќе пострада, затоа што ќе страда за мене. И оно што ќе Павле тешко, навистина тешко, е следно, што тој страда и од луѓе кои што се, значи од овие негови довчерашни колеги, овие еврејски водачи, тие цело време сакаат да го најдат, да го фатат и некако да го исто така наклеветат и успеваат во тоа. Ама Павле е човек кој што исто така има реално страда и од самата црква. Еве зашто страда. Значи, ќе се обидам можеби во неколку минути да ви обяснам што е суштината на Павловата контроверза. Зошто Павле беше напаѓан од тие кои што исто така беа христијани како него. Некој мене ќе ми каже дека ова рана црква, големата рана црква, светата рана црква, ја ќе речам раната црква, како нас. Црквата, секоја црква има богочовечки елемент. Го имаме Бог помеѓу нас и тоа е нешто најубаво, а имаме и луѓе и понекогаш се луѓето и не е најубаво. И Павле радосен затоа што е повикан да биде оној кој што ќе им го каже евангелието, ќе каже дека Исус Христос умрел и воскреснал за гревовите и на незнабожците, внимавајте, тоа е евангелието, и ќе ги повика да станат дел од Божјиот народ, без да станат евреи. Ќе ги повика да станат дел од Божјиот народ без да станат евреи, без да треба да се обрежат, без да треба да пазат саботата и без да треба да ги следат оние закони кои што се во врска со исхрана, значи да не јадат свинско и други работи. Значи Павле ги повикува незнабожците, како што се тоа во псалмите, како што опишуваме, да дојдат да се поклонат на живиот Бог преку Исус Христос. И христијаните евреи, значи не збориме сега веќе за оваа категорија на кој што он претходно припаѓаш. Христијаните евреи вака му викаат: Павле, ти мислиш дека си овде најпаметен помеѓу нас? Ти мислиш дека 4000 години на традиција на Божи народ ќе смениш преку ноќ? Сценариото на овие христијани евреи беше следново: секој што сака да стане христијанин мора прво да стане евреин. Значи прво обрежување, пазење на сабота. Значи мораш етнички да станеш евреин за да бидеш христијанин. И Павле цело време инсистира дека тоа не може, дека Светото писмо не укажува на тоа дека Божиот план бил да им ги одземе особеностите, етничките особености на луѓето за да тие станат дел од Божиот народ. Нас денес тоа ни звучи да, интересно, не знам, повелба за човекови права, тоа нешто. Во тоа време, во тие рани христијански, значи ние зборуваме за црква која што е во тоа време 99% еврејска црква. И го имаме Павле евреинот, кој што вика незнабожците треба да бидат спасени само по вера. Само по вера. И за тоа е наречен апостол на милоста. Дека ние не треба да имаме никакви подготовки во прилагодувања пред да станеме христијани. Дека нашето спасение е само по вера во Исус Христос. Бесплатно и само по вера во Исус Христос. Ама цело време овие негови пријатели, дел од тие негови пријатели, не го остаја на рад. Каде и да одеше тој, каде и да повикуваше луѓе на вера во Христос, каде и да започнуваше цркви, овие луѓе доаѓа и сакаа луѓето да ги вовлечат во еден национализам. Дека човек треба прво да биде евреин за да стане христијанин. Нешто за кое што Павле ќе каже дека едноставно нема никаква основа, односно дека таков никогаш не беше Божиот план. Продолжението на ова во Галатјаните е следново: кога Бог, кој ме избра уште од мајчината утроба и ме повика преку својата благодат, благоволи во мене да го открие својот син, за да го благовестувам, за да благовестувам за него меѓу незнабожците, веднаш не прашав ни тело ни крв, ниту пак отидов во Ерусалим кај оние што беа пред мене апостоли, туку заминав за Арабија и пак се вратив во Дамаск. Значи тој опишува дека самиот има доживеано
едно вакво преобраќање преку тоа што тој го има искусено Исус Христос на еден ваков непосреден начин. И сега да ви кажам уште една работа тука. Апостолот Павле е последниот во линијата на луѓе кои што имаат ваков тип на искуство, непосредно искуство со Исус Христос по Христовото вознесение. И тој за тоа за себе ќе се нарече 13-ти апостол. Значи не е како апостолите да живеел со Исус и од прва рака да гледал како Исус што живее, зборува и делува, не бил сведок на неговата смрт и воскресение, ама бил сведок на воскреснатиот Исус Христос. И затоа Павле има посебно место. После Павле во овие новозаветни книги ние повеќе немаме луѓе кои што го тврдат истото, дека ти имаат ваков непосреден однос. И имаме туку уште едно послание до филипјаните, значи до една црква во Филипи, кое што е многу битно, заради тоа што во ова како се вика во ова послание Павле зборува за себе како за оној кој што остава се за да го следи Христос. Слушайте добро. Иако јас можам да се надевам и на телото. Ако некој друг мисли дека може да се надева на телото, тогаш уште повеќе можам и јас. Јас кој што сум обрежан на 8-миот ден од родот Израелов, од Венијаминовото колено, евреин од евреите, по законот фарисеј, по ревност гонител на Божјата црква, според правдата на законот, безпрекорен. Но тоа што беше за мене придобивка поради Христос го сметав за загуба. Затоа сметам дека и се друго е загуба споредено со преважното познание на Христос Исус, мојот Господ, поради кого се одреков од се и се сметам за отпад само за да го здобиам Христос и да се најдам во Него, не со својата праведност стекната од законот, туку со придобивката преку вера на Христос, односно со праведноста од Бога преку верата, за да го познаам Него и силата на Неговото воскресение и учеството во Неговите страдања, грижејќи се мојата смрт да биде слична со Неговата, та некако да го достигнам воскресението на мртвите. Ова се стихови во кои што Павле укажува на една динамика која што повторно ќе кажам е ретка денес. Реално ретка денес. Павле во првите неколку стихови од оваа 3 глава, од првиот стих па надолу зборува за неговото педигре. Кој бил всушност Павле? И зборува за тоа дека бил подигнат, бил израснат во едно стриктно религиозно семејство, обрезан според законот еврејски на 8-миот ден, дека е од Венијаминовото племе, евреин од евреите, по закон, по следењето на закон фарисеј, тоа беше Павле, значи пред да стане христијанин. И одеднаш сите тие придобивки, негови етнички придобивки, негови социјални придобивки, неговото педигре, ако можам така да го наречам, Павле самиот ќе го именува во 7-миот стих дека но тоа беше за мене, но тоа што за мене беше придобивка поради Христос го сметав за загуба. Зошто е ова важно? За да разбереме дека Павловото страдање започнува во моментот на негова општествена дислокација. Општествена дислокација. Значи нешта заради кои што тој може да има многу лагоден живот. Значи, знаете што може да биде Павле? Може да биде најголемиот фарисеј на негово време. Најучен, ревносен, сите го знаат. Можел да си дојде до некоја возраст кога се влегувало во служба во тоа време отприлика 30 на години и да каже јас од денеска сакам да си бидам фарисеј. И ќе бил главен фарисеј, без разлика дали во Ерусалим или во некој друго место, ќе имал лагоден живот, статус. Значи сите ќе сакале да разговараат со Павле. Материјално ќе бил обезбеден од тогаш до крајот на неговиот живот. И Павле заради Исус Христос, заради тоа што Исус го повикува да биде апостол на незнабожците, тој всушност се одлучува да се дислоцира, за да може да биде мисионер на оние кои што не го познаваа Бога. И ово кажувам заради тоа што ова Павле го прави доброволно и најотворено кажува дека само тоа не го ни смета за некој големо дело. Зошто Павле ова не го смета за големо дело? Не го смета за големо дело, како што самиот ќе каже, заради тоа што се смета за отпад само за да може да го придобие Исус Христос. Едно нешто
една нишка во животите на овие луѓе кои што беа маченици за Христос. Оние кои што страдаа за Христос. Оние кои што трпеа заради Христос. Е токму тоа. Познавањето на Исус Христос. Љубовта Божја. Која што од каде што ваквиот живот произлегуваше. Не беа тие плод на некакви семинари, ај сега ние ќе се вежбаме да бидеме, не знам, маченици, ајде сега ние ќе се некако наведуваме на некои такви патишта. Ова беше за нив логичен исход на нивната љубов кон Исус Христос. И Павле вика вака, еве логиката на Павле. Ако моите страдања значат отварање на вратата за оние кои што не го познаваат Бога, јас ќе страдам. Спремен сум да страдам. Ако моите страдања значат дека еден или стотици или илјадници луѓе кои што до тој момент не го познаваат живиот Бог, стануваат дел од Божјиот народ и обезбедуваат вечност за себе, јас ќе страдам. 2 Коринтијаните, денеска читам повеќе стихови веројатно и текстови од вообичаено. 2 Коринтијаните е една фасцинантна глава во која што кога Павле го прашуваат, кога на Павле му го оспоруваат апостолството и му викаат, знаеш што, има многу подобри апостоли од тебе, има подобри учители, има луѓе што многу помеко зборуваат, пофини се некако од тебе, поелоквентни, знаат да направат атмосфера. Како ние тебе да ти веруваме дека си апостол? Апостол Павле не вика, идете вие на SoundCloud и слушате ми таа проповед, па ќе видите колку знам ја добро да проповедам. Не вика можам да ви набројам, не знам, 5 чуда што Бог ги направил преку мене. Тоа што кажува е следново. Служители ли се Христови, овие другите лажни апостоли, вика, во безумство зборувам јас сум уште повеќе. И кога човек очекува дека тој ќе зборува за, пак ќе кажам, за вакви некои просперитетни сегменти во животот, Павле вика вака: во напори изобилно, во затвори изобилно сум бил, во камшикување прекумерно, во опасност често. Од јудејците примив 5 пати по 40 без еден удар. 3 пати сум тепан со стапови. Еднаш каменуван, 3 пати претрпев бродолом и ноќ и ден поминав во длабоко море. Многу пати сум патувал, сум бил во опасност од реки, во опасност од разбойници, во опасност од сонародници, во опасност од незнабожци, во опасност во градови, во опасност по пустини, во опасност по море, во опасност меѓу лажни браќа, во труд и мака и во често неспиење, во глад и жед и во многу постење, на студ и голотија. И покрај се друго тука се и уште секојдневните напади против мене, како и грижата за сите цркви. Кој изнемоштува без јас да изнемоштам, вика Павле. Ова е неговата потврда, ова е неговиот апостолски сертификат. Не чудата, не проповедите, туку начинот на живот кој што очигледно значи, очигледно дава порока дека Павле е спремен и преку страдања да биде слуга Христов. Тепа. Секогаш кога читам овие стихови сикам, ово е некој супер херој, значи волку тепан, со стапови тепан, со камшици тепан, бродоломи, многу ситуации кои што Павле тука ги набројува и ги надминува по Божја милост. Не се за да он да каже јас сум неуништив и непобедлив, туку за да каже колку е спремен да претрпи. И кога јас и ти сме спремни да претрпиме, кога јас и ти сме спремни да пострадаме, во тие моменти ние покажуваме дека сме ние сериозни во нашето следбеништво на Исус Христос. Кога е добро, кога има пари, кога има здравје, кога се сите оние наши листи штиклирани, кога се е на свое место. Имаме таква песна, така? Благословен си ти во земја пребогата, со изобилство преполна, благословен си ти. И имаме денеска во светот земји кои што се толку благословени и преблагословени. Луѓето многу не размислуваат што утре и што заутре. И благословен си ти. Благослово таму, да се изкаже благослов во таков момент, произлегува тежината на тоа е затоа што често пати во преголемо изобилие ние забораваме на Бог. Викаме ние сме си достатни, можеме све сами. Ама има еден друг момент во таа иста песна кој што вика благословен си кога сум среде пустина, во земја сиромашна, благословен си ти. На пат полн со страдање, со болка живот исполнет, благословен си ти. Значи, една друга динамика преку која што ние покажуваме дека сме сериозни на нашето следбеништво. И реално огромен дел од земјите и народите и индивидуите сме на тој тесен пат на страдање, животно страдање.
да не се повторам од она прва проповед, животот ни носи такви ситуации затоа што едноставно живееме во грешен свет. И кога ние го следиме Бог наспроти тие ситуации во нашиот живот, ние покажуваме прво дека сме сериозни во однос на нашето следбеништво и второ, многу важно, во тие моменти, и пеевме сега на почетокот песната кој што зборува дека низ бурата ние ќе видиме кој е Бог. Во такви моменти не ни се драги. Јас кажав и на самиот почеток, ја не повикувам ај се да излеземе сите надвор да бидеме маченици, прва прилика да бараме прилика за мачеништво. За жал животот ќе ни донесе страдање, животот ќе ни донесе таква една сакале неки такви ситуации. Ама тоа што е важно е дека во тие моменти, ја верувам дека тука сум со луѓе кои што го имаат тоа искуство, во моменти на страдање, кога ние се отвараме за Бог, кога ние еден куп небитни работи ги тргаме на страна и кога остануваме сами со себе, со тие што ни се блиски, со црквата и со Бог тука помеѓу нас, тоа се моментите во кои што нас Бог најдлабоко ни зборува. Сте имале такво искуство? Во најтешки моменти. Кога си викаш, немам каде, немам лево, немам десно. Не знам како. Тешко е. Кога животната агонија поприма понекогаш физички облици на физичка болка и си викаш, не знам како понатаму. Не знам како понатаму. Во тие моменти ние го откриваме Бог таков како што е. Имаме многу примери за тоа. Да го откриеме Бог, кој што е со нас низ страдањата. И Павле знаеше дека за него низ тие страдања всушност, дека преку тие страдања тој покажува дека е навистина сериозен. И дека тој во тие страдања го доживува Бог преку Светиот Дух на начини кои што се едноставно не искажливи многу често. Во ситуации кога само Бог може, Бог доаѓа и ни служи посебно, иако во мој животно искуство не секогаш не ги менува тие параметри на страдање и тие ситуации кои што нас ни прават да страдаме. Павловиот крај не е запишан во Новиот Завет. Запишан е во една друга историја, подлостежна историја, историјата на црквената историја на Евсевиј. И тој зборува, тука имам цитат, дека во времето на Нерон, на императорот Нерон, на Павле му беше отсечена главата во Рим, а дека Петар всушност беше распнат на крст. Ако го земеме кога Нерон владееше, тоа е отприлика 65-68 година. Има причина зашто на Павле му отсечена главата, а Петар е со раснување всушност погубен. Тоа е заради тоа што Павле беше римски граѓанин. И римски граѓанин не смееше да биде погубен со една ваква смрт. И кога Павле умираше, христијанството беше многу слабо. Куќни заедништва, мали цркви. Имавме една многу добра проповед, ако се сеќавате на глобалниот лидерски самит од Енди Стенли и неговото искуство за кога овој наш драг брат Енди Стенли од Америка, пастор на црквата Норт Пойнт во Атланта, кога тој прв пат бил во Рим и вика, влегувам во Колосеум и си викам, Павле по некои традиции и тука е веројатно, тука му завршил животот и визуализирал луѓе кои што викаат уби го, никогаш доста крв за очите на човештвото. И се прашува, вика, Енди Стенли вика, се прашувам што беше во главата на Павле тогаш. Оди на ке своите погубувачи и си вика, дали вредеше, значи, тоа што се откажав од статус и се дислоцирав и имаме тука и во Рим христијани некаде, ама некој се уште е слабо и го гледа императорот и императорот дава наредба да се убие. И имаше една прекрасна метафора. Енди Стенли кога го посетува Римскиот Колосеум, гледа дека денес над оној престол императорски, реконструиран, има крст всушност. Дека оно што Павле го направи, дека тоа негово страдање всушност не значеше крај за христијанството.
Тоа не значеше дека со христијанството дека повеќе нема надеж, дека нема сила. Напротив, значеше дека христијанството продолжува, како што вика Тертулијано и ран црковен отец, дека ваквата смрт на мачениците е всушност момент од кој што расте црквата, зашто луѓе глеdaa бестрашни христијани кои што не се опира, кои што не враќаа на овие навреди, кои што достоинствено умира за оној кој што го славеа, за Исус Христос. И тоа беше големо сведоштво. Ја верувам дека Павле се присети на моментот кога тој навиваше да се убие Стефан, и можеби една мисла што му помина низ глава беше дека се надеваше дека во овој Колосеум кој што сега навива да тој да биде убиен, дека има луѓе кои што преку неговата смрт ќе бидат допрени, преку неговата верност ќе бидат допрени. Верност до крај. Верност која што значеше, живот кој што значеше, отварање на вратата за нас кои што сме неевреи во Божјето семејство. И знаете што? Сакам да завршам со некои 2-3 работи. Може би се молите за ваши пријатели, се молите за членови на ваше семејство. Павле за мене бил секојаш наратива која што ме терала да се молам за моje семејство, за мои блиски пријатели, за луѓе кои што ги познавам, без при тоа јас да правам проценки кој колку е далеко од Бога. Заради тоа што Павловата наратива ни кажува едно нешто, дека никој не е предалеку од Божјата милост. И никој не е предалеку од дофатот на Божјата рака. Понекогаш ние како луѓе ќе влеземе во некои пресметки и си викаме леле, на мој пријател кој да му спомнам, Исус се мршти, или не знам, оваа моја пријателка, или не знам, моја сестра, или роднина, што иде, аз си спомнет црква, си оди или се расправа со мене. И понекогаш сме ние склони да ги ставаме луѓето во категорија као оваа личност да треба да ставиме некаде на страна и да престанеме да изборуваме за Бог. И колку ние немаме проценка околу овие работи. Значи имаме една историска, суштинска слика на човек кој што е забревтан, полн со гнев, сака да ги убие сите, да ги врзува христијаните, да ги убива до последен, и во еден момент Исус му се открива и во еден момент неговиот живот се свртува и тој станува Христов и се придружува на оние кои што до пред некој момент планирал да ги прогонува и да ги уништи комплетно. Немој да се обесхрабруваш во однос на твоите молитви. Никогаш нема да се обесхрабруваш во однос на твоите молитви. За блиски твои, за далечни, Бог има план и Бог има начин да ги допре тие луѓе. Понекогаш тоа за нас ќе значи страдање. Понекогаш некој нас вербално ќе ни изреагира на начин преку кој што нас ќе не посрамоти пред други. Понекогаш може би некој ќе отиде чекор 2 понатаму. Понекогаш, како што имало ситуации во некои претходни периоди, луѓе овде и во Македонија ќе зборуваме за тоа. Заради Христос не можеле да напредуваат на своите работни места. Се некој ќе каже, тоа не било така, јас ќе ви донесам луѓе кои што тоа го искусиле од прва рака. Прифати дека Бог не постои ако сакаш да одиш понатаму. И знам луѓе кои што велеле не на таквите понуди за да останат верни на Исус Христос. Наши македонци, ќе ги видиме тука помеѓу нас. За некоја недела ќе имаме богослужба на кој што ги зборуваме за луѓе кои што ги следат овие примери на Стефан и на Павле и на Исус Христос суштински и кои што не се откажувале и трпеле. Знам и за луѓе кои што ги изгубиле своите животи по Втората светска војна затоа што се дрзнале да зборуваат за Господ. Во време во кое што никој не се дрзнал, веројатно. Се дрзнале, изборувале и сведочеле и биле елиминирани. И она што е важно е дека тие луѓе оставиле пример, дека треба да се биде, со тоа сакам исто така тука да го потенцирам, што значи тоа верност до крај. Верни да бидеме до крај. И на крајот се сведува на она што Павле нас ни го зборува. Се сведува не на тренирање за страдање, не на тренирање за не знам што и да е, туку се сведува на нашиот личен однос со Исус Христос. Кој е твојот однос со Исус Христос? Само љубовта, ваква длабока и силна љубов, каква што имаше Павле, може да произведе спремност за страдање. Па дури спремност за мачеништво. Во век во кој што ние овде во Македонија не страдаме за Господ. Физички не страдаме, реално, ама веќе знаеме за наши браќа, сестри, малку подалеку од тука,
кои што се убивани заради тоа што се Христови. И ние тоа треба да го имаме на ум. И секој еден маченик, дали е тоа Стефан, дали е тоа Павле, веруваше во едно нешто. Во ветувањето на воскресението на мртвите. Не во воскресение дека сме ние некаде таму безлични, летаме, тоа е нирвана, значи тоа не е христијанство. Веруваа дека без разлика што дури ќе одат својот живот за Христос, дека тие ќе бидат воскреснати од Исус Христос. Кога ние се соочуваме со овие наративи на мачеништво, добро е да се преиспитаме колку ние реално живееме живот од убеденост во воскресението на мртвите. Дека еден ден ние ќе воскреснеме од мртвите. Дека оваа смрт на оваа земја не е крајот на нашите животи, туку дека напротив, под тој крај ќе има нов почеток кој што вечно ќе трае. Таквите мотивации, таквата верност, таквата предаденост се единствениот начин црквата денес во 21 век да го отсликува овој суштински сегмент на кој што Бог нас не повикува. И нека Бог не биде милостив преку Светиот Дух. Нека не чува страдање. Ние се молиме, Боже, чувај не. Во молитвата Оче наш. И не воведи во искушение. На никого не му се мили овие страдања. Но во исто време, сакаме да бидеме луѓе кои што ќе имаат ваква длабока љубов, која што е спремна и на страдање и на мачеништво. Доколку околностите во нашиот живот тоа едноставно го содадат. Нека Бог ни даде сила преку Светиот Дух. Таквото нешто нека биде реалност во нашите животи, како ке Стефан и ке Павле, така ке нас денес.